Добре дојдовте назад, ова беше и третиот и воедно последен сет флеш вести за денеска пред првото студиско излагање на информативната редакција на Алфа телевизија во 10 часот и 30 минути. Време е за рубриката Адвокат на граѓаните. Правните проблеми не познаваат празник, па не познаваме и ние. Добро ви утро секое утро. Владимир Бангиевски го имаме на линија. Како сте? Добро утро, Андреј. Поздрав до тебе, поздрав до сите вас во студиото. Поздрав до гледачите во ова првомајско петочно утро, спремен да одговорам на прашањата на вашите гледачи. Одлично. Најпрво честит празник, им посакувам на сите граѓани, со желби да бидат живи, здрави, работени и секако се најдобро. Благодарам и јас. Убаво што сме подготвени, затоа што веднаш имаме гледач на линија. Знаеме дека има голем интерес за оваа наша рубрика и благодарам за соработката истовремено. Добро ви утро секое утро за гледачот. Повелете. Добро утро, Андреј. Добро утро. Поздрав до адвокат Бангиевски. Сакам да поставам едно многу интересно прашање за денес во однос на ситуацијава. Демек се работи за ограничување на движењето. Еве сега, например, во дворови на куќи, нели, и згради кои што се оградени, може да престојуваш таму, кога е забрана. Сега ние имаме еден поидачен случај, зградата има свое дворно место, кое што не е класично оградено, него со тие столчиња, со патеки, тротоари и така натаму. И сега, дали смеам јас во моето дворно место, што му е по документи, по катастар, собственост на станариве, да ставам столица, например, или да се симнам до колата долу на дворното место. И дали ќе бидам казнет за тоа и да објаснувам на полиција. Интересно прашање. Благодарим. Да, го слушав прашањето. Поздрав до вашиот гледач. Јас му благодарам што се јави. Значи, прашањето се однесува за периодот на трајање на полицискиот час и за начинот на движење на граѓаните за време на трајањето на полицискиот час и дали можат да се движат во рамките на своите дворни места. Значи, одговорот е следен. Полицискиот час не може во никој случај да го повреди правото на собственост на граѓанинот. Што значи дека во рамките на својот објект, во рамките на својот стан, во рамките на своето дворно место и така натака, може слободно да се движи. Ограничувањето единствено се однесува на користењето на јавниот простор. Значи, целта на полицискиот час, да објаснам само на граѓаните, е со цел да не се доаѓа во допир со други граѓани и на тој начин да се шири вирусот. Значи, се додека граѓанинот е изолиран за време на полицискиот час од другите граѓани или се додека ги применува мерките на владата и препораките на Министерството за здравство за заштита од вирусот, може слободно да ги обавува своите редовни животни активности. Значи и во рамките на станот или дворното место или куќата или што и да е, се додека држи безбедно растојание или се додека не доаѓа во допир со други граѓани, може слободно да го користи својот простор. Значи, ќе повторам уште еднаш, ограничувањето на движење не се однесува на приватните простори. Тоа се однесува исклучително на користењето на јавниот простор, улици, плоштади, деловни објекти и така натака. Така, значи многу е важно и во вакво време, особено ете и празник, па имаме во моментов колку што видов и убаво време, и да седите во двор, зашто имате право, ова го повторувам за гледачите, мора да се држи таа дистанца. Значи не можете да се собирате. Да, значи, во никој случај не треба да се изгубат во предвид целите на мерките, па дури и целта која што ја има полицискиот час. Така. Имаме прашања кои ни ги испраќаат постојано онлайн нашите гледачи, но ќе одговориме на тие што ќе можеме, нели, во текот на емисијата. А сега во моментов имаме уште еден гледач. Добро ви утро секој утро, повелете. Добро утро, добар ден. Добро утро. На телефон е анонимен работник кој што сакам да го поздравам вашиот гостин
гледачи на вашата емисија. Сакам да го прашам гостинот. Јас сум вработена во туристичка агенција од Струга. И во таа туристичка агенција на 33 март годинава, според Законот за работни односи, член 112, добивме решение од управителот на туристичката агенција дека додека трае вонредната состојба, ќе земеме 50% плата според тој член, што е од Законот за работни односи. Тоа го добивме значи на 33. Веднаш потоа, на 7.4. на 7 април, управителот на фирмата, според Законот за трговски друштва, а јас колку што го видов тој Закон за трговски друштва, управителот постапува со некои други правила таму за раководење. Сега, според тој Закон за трговски друштва, управителот на друштвото носи одлука на 6.4. носи одлука дека го укинува работното место рецепционер и на 7.4. значи ме брка. Како технолошки вишок ме вади. Сега сакам да го прашам вашиот почитуван гостин адвокат, дали може да ме избрка како технолошки вишок да ме прогласи во услови на вонредна состојба на државата. Значи, јас сум избркана и пред да излезе ова што го кажуваше министерката Нина на телевизија и да излезе во службен весник. Сега како да постапам? Сакам да напишам приговор и дали има шанса, ако тужам, дали ќе добијам. Тоа сакам да ми одговори. И каде да се обратам до владата, до кое министерство, исто така да напишам представка. Пријавив и во трудова инспекција, не реагира од Струга Бујар. Инспекторот не реагираше и тоа сакам да ми одговори вашиот гледач. Благодариме на прашањето. Го слушнавте? Значи вака, Законот за работни односи предвидува отказ од страна на работодавачот заради деловни причини. Предпоставувам од тоа што може да слушнам дека вашата гледачка добила отказ на договорот за вработување од деловни причини. За неа и за сите граѓани сакам да го објаснам следното. Значи, Законот за работни односи предвидува неколку обврски на работодавачот кој отпушта работници поради деловни причини или така наречен технолошки вишок. И тоа се 5 права кои што работникот ги има. Тоа е правото на испратнина, чија што висина зависи од должината на работниот стаж, има право на отказен рок, има право на приговор, како што сака да поднесе и вашата гледачка, и укажувам на тоа дека може на решението за отказ од деловни причини да поднесе приговор, има право на предност при вработување во период од 2 години и секако информирање и консултирање со синдикатот и со работодавачот заради намалување на ефектите од отказот од деловни причини. Во однос на приговорот, бидејќи тоа е најбитно кога ќе добие работникот отказ од деловни причини, значи ги советувам граѓаните и посебно гледачката да веднаш се обрати за правна помош со цел да се состави законски издржан приговор против решението за отказ од деловни причини. И дефинитивно не треба да се заборави дека работникот кој што добил отказ од деловни причини има право да добие испратнина, доколку е на вистина отказот основан, а сега во
оваа вонредна состојба во која што се наоѓаме, претпоставувам дека многу и од работните места ќе се укинат или пак ќе се намали бројот на работници. Но како и да е, доколку работникот добие отказ од деловни причини покрај правата кои што ги наброја, има и право на испратнина. Да речеме, доколку има до 5 години поминат работен однос, има право на една нето плата. Од 5 до 10, 2,5 нето плати и така натака, и над 25 години поминати во работен однос 7 нето плати кои што работодавачот е должен да му ги надомести на работникот кој што добил отказ од деловни причини. Значи, само уште еднаш ќе повторам дека доколку добие или веќе добила вашата гледачка отказ од деловни причини и смета дека истиот е неоснован, може да поднесе приговор. Така. Ви благодарам на одговорот. Имаме уште еден гледач на линија. Добро ви утро, секој утро, повелете. Поздрав до водителот, поздрав до докторот, до адвокатот, едно прашање ако може да поставам кратко. Јас и сопругот заедничко ни се правени куќите. После тоа он се прежени, има 2 дета со другата, а на суд он не кеше да испадне, јас и она испаднавме. Нитам другата жена, што се 2 дета. Сега јас на суд ми го дадова еден дел јас, еден дел на муж ми се води. И сега не знам, кај мене местото е урбанизирано, мислам и е државно. Куќата ми ја преведо, се води на моje име. Сега ние дали можеме таа другата куќа, новата што е, она седи таму со децата. Во еден двор сме и ќе не знам ја што да направам понатака, како да се делиме. На суд еднаш како го прашав ми вика требало една соба од таму, една соба од таму. Како ќе живеам јас со нив? И затоа ја земав старата куќа сета е више за паѓање да не наклопи. А јас сум 70 години прво, второ сама, дета немам. И ми држава социјално да имам туѓа нега. Со тоа ја живеам, а да дојде некој господин адвокат, че сине мајсино, ако немам деца да речам сине, нема никој да дојде од држава, никој да види. Како врз мене, со најлон се покривам народот што ќе ми подадат. Само да прецизираме. Државна страна, што е ова? Се извинувам, само да ве допрашам во однос на вашето прашање уште еднаш да потврдам. Значи старата куќа во која вие во моментот живеете се води на ваше име? Влага, вода, смрди, крви, змии, муци, само јас знам никој друг. Јас сум инвалид како не знам како се вика она, со помошни стаки одам. Молам, не знам. Мој адвокат и господинот да ми помогнат по некој смисла, како, што да правам. Се тие деца се ми се полнолетни, извините. Се извинувам, господјо, само да ве препрашам уште еднаш. Значи старата куќа во која вие живеете се води на ваше име? Да, сега ми ја препрвие на моје име, да. Ама ми викаат мене една соба, таму е, како ќе живеам ја бе брат во една соба, кога она мене пушта ни до дворот, јас вода немам, вода носам, а пуси инвалид, вода носам на раци, вода ми извади, струја ми ставија, Црвен крст од Скопје, џабова. Значи и се водите и како социјален случај? Да, туѓа нега зимам ја. Туѓа нега. Во ред, ви благодарам на прашањето. Значи, разводот на брак е ситуација во која што повеќето граѓани го доживуваат емотивно и навистина ситуациите се емотивни и жал ми е за ситуацијата во која што се наоѓа гледачката. Тоа што можам да го објаснам, значи колку што слушнав од нејзиното кажување, се работи за
имот стекнат во брак. Имот стекнат во брак е заедничка собственост на брачните другари и истиот може да се дели за време на траењето на брачната заедница, но секако дека и после престанокот на брачната заедница, без разлика дали недвижноста, за што и да се работи, стан, куќа, викендица, автомобил, подвижни предмети и така натака, се заедничка собственост на поранешните брачни другари на кои што полагаат еднакво право. Това значи дека законот поаѓа од предпоставката дека имотот се дели на две еднакви половини, односно 50% на едниот и 50% на другиот брачен другар. И од тоа што слушнав од самата гледачка, се работи за веќе поведена постапка за физичка делба која што и завршила, и во која што гледачката не е задоволна од начинот на кој што судот ја извршил таа физичка делба, односно од тоа на кому која ствар да му припадне. Па таа најверојатно добила недвижност која што смета дека не би требало да ја припаѓа, а полагала право да ја припадне некоја друга недвижност. Но како и да е, значи претпоставувам дека имала адвокат во текот на постапката за делба на имот стекнат во брак и претпоставувам дека судот ги ценел доказите, односно сите околности и утврдил дека на гледачката и припаѓа таа недвижност која што и припаднала. Не знам дали е вложен евентуален правен лек, односно жалба до повисокиот, односно до апелациониот суд во однос на одлуката на понискиот, на основниот суд, доколку не е и доколку се уште има рок, тогаш ја упатувам да поднесе жалба, доколку е незадоволна од одлуката на основниот суд. Доколку веќе е правосилно е завршена постапката, тогаш единствено што може да направи е да се заврши преносот на носителот на правото на собственост во Агенцијата за катастар на недвижности. Така. Имаме и, како што и претходно напоменав, доста прашања кои онлайн не ги поставуваат нашите гледачи. Еве конкретно едно од нив, што ќе биде со сметките за струја после оваа ситуација? Вели, зошто досега доаѓа мала сметка од 900 денари, а еве вели гледачот, по моја пресметка е околу 2400 денари реалната сума. Што е со таа разлика од 1500 денари? Во иднина. Значи, вонредната состојба на ниту еден начин не влијае на количината на потрошена електрична енергија или евентуално потрошена вода, сметки за комунали и така натака. Значи, граѓанинот најдобро е да се упати на еден од шалтерите во наплатната служба на ЕВН и да се информира зошто му доаѓа сметка која што тој смета дека е помала од она која што е реалната, односно она од која што ја очекувал. Доколку навистина постои некоја разлика од висината на сметката до висината на потрошената електрична енергија, тогаш најверојатно граѓанинот ќе треба да ја доплати таа разлика, односно ќе се направи нова пресметка и граѓанинот ќе може да ја плати целосната сума за потрошена електрична енергија. Ќе повторам уште едно, значи вонредната состојба не влијае на ниту еден начин на количината на потрошена електрична енергија, секако дека граѓаните бидејќи повеќето од нив се дома, нормално е да очекуваат и повисоки сметки за потрошена електрична енергија, затоа што и потрошувачката на електричната енергија кога седиме дома е секогаш поголема. Така, значи поголема потрошувачка на киловат часови, ете,
Значи состојбата не влијае на сметките. Продолжуваме со друго прашање, вели дали ние, хронично болни што сме со потврда од лекар, ослободени, ќе ни следува минимална плата од 14.500 денари или само 50% од минималната плата? Не, значи се вака сега. Значи тоа намалување на платите во висина од минимална плата од 14.500 денари беше направено со уредба на владата и се однесуваше на избрани и именувани лица, односно функционери. Значи, на посебна категорија на граѓани се однесуваше таа мерка, односно таа уредба за намалување на платите. Знаеме дека уредбата со законска сила беше оспорена пред Уставниот суд и пред некој ден Уставниот суд донесе времена мерка со која што привремено вон сила се става уредбата за исплата на минималец од 14.500 денари на избрани и именувани функционери за месец април и за месец мај. Со оглед на тоа што имаме времена мерка, таа уредба привремено до донесување на конечна одлука од Уставниот суд во однос на уставноста на уредбата и нејзината законитост, значи ќе се исплаќа полна плата во висина како пред донесувањето на уредбата. Меѓутоа тоа не ги опфаќа сите граѓани. Значи тоа се однесува исклучиво на категорија на избрани и именувани лица во органите на државната управа. Така. Имаме гледач на линија. Добро јутро, секој утро, повелете. Добро утро, секој утро. Андреј, овај маш мора преула песна да ви пее од славното село на Мирчасев. Јас сум пресреќен што успеав ова утро, првомајско, да им честитам на сите македонци и народи и народности во оваа златна света земја. Можда ме не умом и лета, но срце ми цвета. Така да, се живо поздравувам и ќе кажам да го поздравам, со бајле реприза го гледав, Тодор Чиприганац. Секоја му чест, но срце мое има без и вака ја ќе кажам, прашањето ќе биде до адвокатов. Колку ќе ми го усвои ова моево барање или видување или мислење. Па јас викам вака, јас се викам Киро Лиско и земјава во пламен се вивна, а свето исто така во пламен се вивна затоа што не е призна македонската химна, а македонската химна по мое ќе течи, господин адвокате. Штици се бича, спици се права, свето не сме македонците да заборава. Чекајте малку. И да не продолжам, барам одговор, ви благодарам, дали ми вреди ова глупава мисла? Дали имате конкретно правно прашање? Празно прашање, јас момче не сум безобразно, ви благодарам, но еве вака е, празно прашање. Значи, дали може да си е ние силом приликом бараме химната, вистина свето да дозна дека вистина не мача, но ќе проплача од Македонија. Македонија е буре барут и ќе експлодира. Не трета и четврта светска војна од Македонија ќе се вивни. Во ред, ви благодариме за јавувањето. Значи, ова не е правно прашање. Ве молиме да се придржувате, значи, до нормативот на оваа рубрика, доколку имате правен проблем да го поставите. Ајде да видиме што ќе каже следниот гледач. Добро јутро, секој утро. Добро утро, добар ден. Добро јутро, повелете. Едно прашање до гостина. Због заминување на отпремнина, колку следува на човек во пензија? Добро, повелете. Колку плати му следуваат кога заминува за пензија на работникот? Колку плата му следува? Да, за отпремнина ли? Аха, отпремнина, добро. Да, тоа е прашањето. Добре, колку отпремнина му следува? Веројатно зависи од секторот, Вака сега, го разбира прашањето. Јас ќе ги кажам правилата, односно колку е висината на нето плата која што работникот може да ја добие во случај на отказ од деловни причини. Законот за работни односи
со измените кои што се направија во 2018 година, предвидува, уште еднаш ќе повторам, испратнина. Висината на таа испратнина зависи од должината на работниот однос. И висината на таа нето плата е следна. Доколку работникот кој што работел кај работодавачот до 5 години поминати во работен однос, има право на испратнина во висина од една нето плата. Понатака, градацијата е следна. Од 5 до 10 години поминати во работен однос, има право на 2,5 нето плати. Од 5 до 15 години поминати во работен однос, има право на 3,5 нето плати. Од 15 до 20 години поминати во работен однос, 4,5 нето плати. Од 20 до 25 6 нето плати и над 25 години има право на испратнина во висина од 7 нето плати. Оваа градација и ова право е предвидено со цел работникот да колку што е можно помалку ги почувствува последиците од добивањето на отказ од деловни причини. Кај отказот од деловни причини не постои вина кај работникот, ниту некакви други субјективни околности кои што доведуваат до отказ. Едноставно, постојат промени во деловниот потфат на работодавачот, кои што го погодуваат работникот. Со цел работникот што помалку да биде погоден од таквиот отказ кој што го добива од деловни причини, Законот за работни односи предвидел, и јас уште еднаш ќе ги повторам, покрај правото на испратнина, право на отказен рок, со цел да може да бара друга работа, на друго работно место, има право на приговор, доколку смета дека постапката за добивање на отказ од деловни причини е прекршена, согласно Законот за работни односи и колективните договори. Има право на предност при вработување во период од 2 години. Право на информирање и консултирање. Тоа се одредбите од Законот за работни односи, секако во предвид доаѓаат и правата и обврските кои што ги имаат работникот и работодавачот од колективните договори. Значи, доколку постапката или некое право при добивање на отказ од деловни причини е прекршено од страна на работодавачот, работникот има право на приговор, а после тоа и право на судска заштита во работен спор. Така. Имаме уште еден гледач на линија. Добро ви утро, секој утро, повелете. Добар ден. Ме слушате? Да, ве слушам. Повелете. Сакам да го прашам адвокатот која е процедурата. Викендица имаме од родителите. Повеќе собственици сме, меѓутоа струјата е исклучена по барање на некој од собствениците. Никој не оди, не се троши струјата, само се плаќа улично светло. По реакција од Евана јас реагирав како да се вклучи струјата или па нешто да се преземе како тужба, нешто така. Меѓутоа они ми рекоа не може, затоа што немаат право, затоа што се плаќа само уличното светло. Па ме интересира која е процедурата за да може струјата да се уклучи и нормално да се користи. Фала ви. Благодариме на прашањето. Користењето на електрична енергија е врз основа на договор склучен помеѓу граѓанинот и дистрибутерот, односно кај нас е тоа ЕВН, и од тој договор произлегуваат права и обврски. Обврска на граѓанинот е редовно да ги подмирува своите сметки за потрошена електрична енергија. Обврска на добавувачот на таа електрична енергија е редовно да ја испорачува. Секако дека во рамките на сметката за потрошена електрична енергија влегува и
ставката улично осветлување, меѓутоа не може на добавувачот, дистрибутерот на електричната енергија до домовите на граѓаните еднострано, без никакво објаснување, доколку се намирени сите обврски, да ја прекине испораката на електричната енергија. А граѓанинот треба да отиде до шолтерите на ЕВН и да види од која причина и покрај тоа што се платени сите сметки и исполнети сите обврски, не добива електрична енергија. Доколку постојат технички причини, имаме една ситуација, доколку постојат некои правни причини, тогаш треба дистрибутерот да му објасни на граѓанинот зошто е прекината испораката на електричната енергија. Секако дека правото на поднесување на посебни барања, на приговори, па дури и на тужби во крајна линија е право кое што му е загарантирано на граѓанин. А дали, например, бидејќи спомена гледачката, дека повеќемина се сопственици на таа викендица и предпоставува дека сепак се работи за правна причина за тоа исклучување, бидејќи некој од останатите предпоставува дека некој од останатите сопственици на таа викендица поднеле барање за исклучување. Дали може тоа да го направи еден само од сопствениците, односно кој сопственик би му дошло? Значи мора да се види кој е носител. Кој е носител на сметката, дали е тоа еден корисник или тоа се повеќе корисници. Доколку се работи за еден корисник, тогаш во врска е оној на чие што име доаѓаат сметки. Доколку се работи за повеќе носители, односно повеќе корисници, тогаш во обврска пропорционално се сите тие. И тие имаат солидарна обврска да ги платат сметките за потрошена електрична енергија, доколку еден од нив или повеќето, или мнозинството, или колку и да се, не ги подмируваат сметките за електрична енергија, тогаш тоа може да го направи било кој од тие сосопственици, односно сокорисници на електрична енергија, и после тоа да бара соодветен регрес од другите сокорисници, се разбира доброволно или доколку се работи за некоја позначителна сума во судска постапка. Но во секој случај, доколку се намирени сметките, тогаш ЕВН има обврска да испорача електрична енергија. Така. Имаме уште едно прашање поставено од наши гледачи. Вели, како може да се земат денови од годишен одмор на вработени што се ослободени по диагноза? Не, значи во никој случај не треба да се мешаат двете работи. Правото на годишен одмор е право на работникот, доколку ги исполнува условите од Законот за работни односи и соодветните колективни договори. И тоа право на ниеден начин нема никакво влијание на неговата здравствена состојба. Заради својата здравствена состојба граѓанинот може да биде на боледување, издадено од страна на матичниот лекар или пак издадено од страна на лекарската комисија при Фондот за здравствено осигурување. Но користењето на боледувањето е една работа, користењето на годишниот одмор е сосема друга работа. Други се условите кои што треба да се исполнуваат за користење на годишен одмор, други се условите кои што треба да се исполнуваат за користење на боледување. Вработениот доколку добие решение за користење на годишен одмор и доколку е незадоволен од истото, односно смета дека во рамките на деновите на годишен одмор му се засметани и деновите на боледување, тогаш има право да поднесе приговор до работодавачот за испратка, односно корекција на решението со цел да се користи целиот годишен одмор онака како што е предвидено во Законот за работни односи. Така, еве уште едно слично прашање во слична насока од наш гледач. Вели, користиме годишен одмор во јавно предпријатие, одиме по 12 часови на работа, сменски. Од годишниот одмор ни кратат за еден ден ни рачунаат ден и половина од одморот, односно ако искористам 2 дена ми намалуваат 3 дена од одморот. Дали е тоа законски, еве прашуваат? Не.
објаснив и во рамките на претходното прашање дека тоа е незаконско. Така. Ете, потврдуваме дека тоа е незаконски. Дотолку повеќе интересна ситуацијата што гледачот пишува дека се работи за државно предпријатие. Значи, видете, без разлика дали се работи за јавно предпријатие или се работи за трговско друштво. Значи, правилата важат за сите вработени. Така. Значи, не значи дека едни правила важат за вработени во јавен сектор, а други важат за вработени во приватен сектор. Секако дека постојат специфики во однос на законските, подзаконските акти, колективните договори, може да постојат и ограничувања во зависност од тоа каде вработениот работи, на кој работно место. Меѓутоа, дискриминација во однос на или разлики или различно третирање на работниците кои што работат во јавниот и во приватниот сектор не постои според законските прописи. Така е, не постои и не би требало да постои. Апсолутно да. Владимир Багиевски, брзо ни летна времето повторно. Ви благодарам што повторно бевте дел од Добро утро секој утро и бевте адвокат на граѓаните и овој празничен карантински петок. Ви благодарам и на вас, уште еднаш среќен празник и секое добро. Среќен празник и од нас до вас.